była ogromna cześć dla zborowam na stanąć Ukraina godna na herojstwo. Wielki wpływ był służyła na Ukrainę do oktobra minata godzina. Ja isksyw inwazja na Rosję zajedno są ukraińskie građani. Moram dozvoliti mi da izrazam najdoboko sočuvstvo za site židovi, ne samo za bojnice i njihovite semejstva, tuku i za site građani uvijeni ili povredeni od ruskata invazija. Ova vojna započna v 2014 godina, koga Rusija nezakonski go okupiraše Krym i podžirova vojnot konflikt v regionot na Donbas. Sekevam na fotografite na padonatite heroj v to vreme, koji vidov v Kyiv na zidot na sekavaniето на падонатите бранители на Украина в руско-украинската война. На денот на независимостта и денот на украинските бранители видов много убави чебекиня, градовно жълти слънчогледи и сини чебетови. Там се събра семействата и приятелите на загнитите герои. Поскарбав да не се заколеми броят на падонетите герои. Бидейки това веке беше премного за мене. Како што знаете, знак на 24 февруари минатата година президентът Путин нареди да се извърши инвазия в Украина. Броят на жертвите бързо растеше и насобрената трагедия ме обзема. Ние най-остро я осъдваме неизпровоцираната, брутална и агресивна война на русна брата против Украина. Како што изявия премиерът Кишида и министърът на външни работи Хаяши в свойство на председатели со състаното на министрите на външните работи на Г7. Постъпките на Русия се ясно и флагрантно крушение на международното право и повелята на Обединените нации. Япония го покани украинското министерство за външни работи Кулева на състаността на министрите за външни работи на Г7 на 18 февруари.
където беше демонстрирана солидарността на Г7 со Украина. Ова не е само европски проблем, туку глобален проблем. Министрите од Г7 се договорија да го поддржат меѓународното право, а членовите на Обединетите нации мора да се воздржат од користен сил против интегритетот и суверенитетот на било која земја според повелбата на Европската унија. Би сакал да ви пренесам неколку пораки од нашиот министер, посебно министерот на составокот на министрите, и тоа во 6 точки. Не сме да има неодговорност за војните злосторства, кои што опаќаат напади врз цивилите и инфраструктурата, како и присилна депортација на украинските цивили во Русија. Членовите на Г7 се договорија да барат одговорност од Путин или лидерството на Русија според меѓународното право. Членовите на Г7 остануваат силни во одржување и заекнување санкциите кон Русија за да се спречат војните активности. Ја побара од третите страни да прекинат со било каква помош кон руската војна. Трета точка. Членовите на Г7 се решени да ја улеснат глобалното падење кон храна, достаток на храна. Четврта точка, Г7 членовите се одвоја од руската продолжена користење на информацијска манипулација. Пета точка, Г7 членовите ја потврдија својата одреденост да се продолжи помош кон Украина преку воена и одбранбена помош. И шеста точка, Г7 членовите повторија, подсетувајќи се дека не се користело атомско оружје цели 77 години и дека решникот на Русија е неприфатлив. Затоа било какво користење на хемиско, биолошко или нуклеарно оружје треба да биде соочено со озбилни консеквенции. Руската инвазија на Украина треба ни послужи како подсетник за солидарност и да се соочиме со непријателство. Треба да обезбедиме мир и безбедност, бидејќи ова не е проблем само за една нација, туку за целиот свет. Украинските граѓани избра за евроатлантски интеграции преку Мајданската револуција од 2014 година. Украина е земја која што споделува заеднички вредности како што се слобода, демократија и владење на правото, и затоа ќе продолжиме да ја поддржуваме Украина. Пред само една година председател Зеленски им рече на граѓаните на првиот ден на инвазијата дека никој нема да може да не убеди или пак да не присили да се откажеме од нашата слобода или нашата независност и нашиот суверенитет. Неговата изјава беше поддржана со долготрајната историја на Украина, која што докажува дека украинците да се уште постојат, дека ќе ги дадат своите тела, своите солзи во одбрана на слободите, и тоа се гледа преку козаците. Ми се допаѓа следната фраза: нашите непријатели ќе исчезнат како што росата исчезнува на сонце, а ние нема да изгубиме, ние ќе победиме како земја. Од дното на срцето би сакал да и посакам победа на Украина. Премиерот денеска го покани председателот Зеленски да биде присутен на онлайн самитот на групата Г7 и обезбеди
финансиска помош од 5,5 милиарди за Украина. Јапонија ќе остане со Украина, слава на Украина.